Почитувани граѓани, преку одговорни државнички политики успеавме да ја извадиме државата од изолација во која држеше ВМРО-ДПМН и да ја вратиме на правиот пат, на патот на евроинтеграциите. Денес сме 30-та земја членка на НАТО, еднакви во најсилниот и најважен воедно безбедносен сојуз. Нашите граници се трајно обезбедени, а нашата национална безбедност и сигурност никогаш не биле на повисоко ниво. Ги остварувавме највисоките цели и целосно го заштитивме идентитетот, ги зачувавме државните и националните интереси. Разобличени се лагите на ВМРО-ДПМН и Христијан Мицковски за наводно губење на идентитетот и оспорување на нашиот јазик, македонскиот јазик. Македонскиот јазик, македонскиот идентитет, македонската посебност денеска се признаени од сите, од ЕУ и од НАТО, од целиот свет. Последен силен доказ за тоа е преговарачката рамка каде што јасно е наведено дека јазикот на кој треба да се преведе европското законодавство е македонскиот јазик. За само 3 години СДСМ покажа дека може да го зачува идентитетот и да ги отвори вратите кон ЕУ и НАТО. Членството во НАТО е влезна карта во Европската Унија. Подготвени сме. Знаеме и можеме до 2024 година да ги отвориме 80% од поглавијата за интеграција во Европската Унија, а за 6 години да го затвориме преговарачкиот процес. Од европските фондови обезбедивме 2,5 милиарди евра за Северна Македонија. Тоа се повеќе пари за справување со корона кризата, за новата македонска економија, енергија, конкурентност, капитални инвестиции, земјоделство, канализација, патишта, водовод. Тоа се европски пари за европски стандарди дома. Влеговме во НАТО, можеме и во ЕУ. Одлуката на 15 јули е чистално јасна. Граѓаните знаат дека можеме и ќе го заокружат бројот 3, за тоа да го правиме уште подобро.